Видливите придобивки се она што Роџер го прави за децата. Конкретно јас можам да зборувам за мојата работа со деца и со адолесценти, кога ги опушта децата и представува еден медијатор меѓу нас и децата повеќе за стекнување на довербата и со неговото присуство помага во нивното лекување. Како например можам да ви посочам и конкретни примери. Девојчето кое што не зборува, кое што не јаде и кога првиот пат го донесовме Роџер, полека почна да зборува и од тој момент натаму почна да јаде. Потоа детето кое што е со интелектуална попреченост и кое што беше крајно запоставено, тешко зборуваше македонски јазик или воопшто не зборуваше. Многу се приврза за Роџер бидејќи тоа дете не има добро поврзување во семејството и почна да зборува повеќе, да зборува течно македонски јазик. Или девојчето кое што страдаше од обсесивно-компулсивно расстройство, кое што ги држеше рачињата вака и не допираше ништо, бидејќи имаше страв дека и гледаше дека е валкана. Таа кога го запозна Роџер, го направи првиот чекор, зеде да го гали и да го гушка и од тој момент натаму почна да фаќа храна со рацете и да ги мие рацете. Детето кое што покажуваше агресија имаше проблеми во однесувањето. Исто така дете кое што е растено во системот за жал. После дружбата со Роџер на одредени моменти беше посмирено, на одредени моменти за жал се вознемируваше, бидејќи го преживуваше моментот на разделба која што е за неговото функционирање позната непријатна ситуација, но во секој случај моментално Роџер ја регулираше неговата емоционалност и неговата импулсивност. Дружи буквално со сите. Он учествува во активности кои што се изведуваат заедно со него. Тоа е улогата на Роџер и он е буквално во контакт со сите пациенти кои што сакаат со него да имаат контакт. Првенствено ги прашуваме, а 90% сакаат. Имаме исто така формулари за согласност, дека се согласуваат пациентите, нели да се грижат за него, да го од типот на прошетка, нели да се грижат да има секога свежа вода и така натака, така да генерално со сите. Меѓутоа сепак прво ги прашуваме. Во Македонија е реално многу ниска свеста во однос на вклучувањето, интегрирањето на кучињата во целиот општествен живот, да не зборуваме во една здравствена установа. Затоа примерот со Роџер е еден феномен реално кој што би требало да се практикува особено во старечки домови, во домови за пензионери, во исто така во секакви установи каде што се работи со деца. Меѓутоа кај нас тој дел иако е регулиран, не се применува и во случајот и со Роџер тој не е куче кој што е терапевт, туку е само вклучено во активности на клиниката. Меѓутоа, за жал, ни таа пракса ја немаме во другите институции. Јас искрено се надевам дека свеста ќе се разбуди, меѓутоа потребни ни се многу чекори да изодиме од почеток, значи буквално од почеток да го прифатиме кучето, животното како дел од нашата природа, дека треба да живее во симбиоза со човекот, па понатаму дури да се вклучува во работата на институциите каде што би било од корист. Значи прво него ни доведуваме во контакт кучето со пациент кој што има фобија. Еден од инклузионите, значи критериуми е пациентот да нема фобија, без оглед дали станува збор за дете, адолесцент. Другиот случај сепак тие контакти се ограничени, значи не е тоа дека пациентите играат со кучето, значи има структурирано што тие прават, можат да го галат, можат да го шетаат, можат да му читаат приказни, да разговараат со него, она кое што не е добро да го прават пациентите, да го хранат, за да не се вознемири и сепак тоа е ограничено на време. Прашувам, пред секоја група прашуваме, пошто се менуваат пациентите во групите, дали некој се плаши од куче. Кога ќе речат, да, велам, нема, ова куче кога ќе го видите на вистина стравот ќе помине, може ли да го пуштиме? Може, одговорот беше. Значи го носевме нели на ланецот за да не го пуштиме веднаш и он ќе ги помири со сите и некако се насочи како да почувствува дека тој пациент се има страв од него. Реков да го трнеме, не вели нека го. Неколку пати се доближи до него и стравот се намали.
Така да на крајот на групата и си легна до него. Значи толку беше. Прашавме нели секако дали е непријатно, дали треба да го изнесеме? Не, некако тука он си легна до него. Мирно и кротко групата си протече. Така да следната средба со тој пациент се сретнавме на влезната врата на клиниката, ние влегувавме со Роџерот надвор од прошетка, он излегуваше од клиниката, веламе еве го твојот другар. Он дури така рече да, беше во придружба со неговата мајка, навикав сега, он е навистина кроток и не се плачам. Со оглед на тоа што е лабрадор, лабрадорите се посебна раса на кучиња кои што најмногу се применуваат во делот на активности кои што се поддржани од животни. Затоа што ти имаат многу емпатија кон луѓето, многу лесно може да се контролираат, не реагираат импулсивно, веднаш се зближуваат со луѓето, ги осеќаат нивните емоции многу појако, посилно од останатите раси на кучиња, така што Роџер не беше баш случајно избран. Се препорачува и би било убаво, доколку постојат услови, за секој дете е убаво да има милениче. Поради тоа што гради една приврзаност. Покрај таа приврзаност гради чувство на одговорност, се развива, бидејќи не е кучето само за играње. Кучето си баре и чување, и грижа околу него, и одредени своји има, да речем, тертипи на кои што треба да се внимава, и тука е градењето на одговорност, градењето на топлина, на близина, емоционалната регулација, намалување на фрустрацијата, почитувањето на правилата на редот, значи многу бенефити. Роџер никогаш не е без надзор. Секогаш околу него има луѓе кои што тој ги познава, им верува и ги сака, така што во ниту еден случај не може да загрози живот или безбедност на некој друг и да дојде до некаква непријатна ситуација. Значи, буквално, како што можевте и сами да се уверите, постојано има некој со него на кој што тој е навикнат. И тоа сето се одвиваше многу постепено. Исто така во Хрватска постои центар за обука за ова, и ако добро знам, на Балканот следно е во Атина, а во другите држави не. Она кое што во светски рамки е најдоминантно, најповеќе се користи во Англија, и тоа најповеќе во педиатриските болници, бидејќи видете, не само кај детската психијатрија, воопшто детето, онај неголемиот проблем со кој што ние се соочуваме е градењето на доверба, да стекнеме довербата на детето. Знаете дека многу често децата се плашат со изразот ке те носам на доктор, ке примиш инекција, и рачунајте едно дете доаѓа кај вас. Кога ве сретнува со кучето, одма имаме медиатор за таа анксиозност да се намали. Така индиректно влијаеме врз нивната емоционална регулација. Плюс од друга страна, ефектот на кучето, зголем во окситоцин, намалва кортизол, и тоа си има невробиолошка основа, не е дека на некој така му текнало. Влијае многу позитивно. Прави да се чувствуваме пријатно, ја го редуцира стресот и да сме под некој константен стрес. Таква е динамиката на живење, че кога го видиме него, вели еден пациент како да ја запомние. Роџер е медиатор. Неговото подобрувањето на пациентите всушност се случува не од самиот Роџер, туку од контактот кој што пациентот го гради со кучето. А бидејќи пациентите се луѓе и ние сме луѓе, така да истото го постигнува и кај нас. И кај нас има намалување на анксиозноста на некој начин од секојдневната работа, емоционална топлина, зголемена емоционална топлина и некоја смиреност. Значи, сакале или не да признаеме, тоа си го прави, самото негово присуство си го прави тоа. Ова е навистина еден убав пример, и би сакала овој пример, еве одреден период се зборува низ медиумите за овој наш позитивен пример, току следат и другите. Да, првично идејата беше да се вдомат две кучиња кои што ќе си се дружат меѓусебно, така што јас би инсистирала да се вдоми уште едно куче кое што ќе му биде другар, затоа што во пар и многу подобро функционираат, ќе се дружат и така натаму. Активностите асистирани со животни, прво и најосновно е кучето кое што се користи, додека понатаму се коњите за кои што реално ние немаме услови. Таа е една позната еквинотерапија која што посебно се користи кај деца и адолесценти, меѓутоа чекор по чекор.